почитуван председател на Собранието на Република Македонија, почитувани пратеници, почитувани медиуми, пред се народе македонски. Пред нас е извештајот на Регулаторната комисија за енергетика и водени услуги. И одма на почетокот да кажам дека ова регулаторно тело не си ја заврши работата, односно целосно ја промаши законската обврска која има истото во однос на проблематиката енергетика. Најпрво, регулаторната комисија не ја утврди цената на струјата, реалната цена на струјата, врз база на понудените трошоци кои ги имаат фирмите, производители на електрична енергија, дистрибуција, пренос, и врз база на таа цена, понатаму владата можеше да креира политики. Ако ја утврдеше регулаторната комисија реалната цена за производство, тогаш сите чинители ќе знаеа каде се на пазарот. Меѓутоа, кај нас се случи нешто сосема друго. Владата прогласи кризна состојба за да ги заскри своите намери во енергетиката и своите не до крај коректни односи во однос на енергетиката. Тоа возможи директно вбризгување на средства од владата во државните компании за производство и дистрибуција на електрична енергија, со што се створи хаос во системот, односно никој нема представа колку реални пари се потрошени, каде се потрошени и за која намена се потрошени. Дополнително, од временска дистанца, јасно гледаме дека сите овие пари се предмет на шпекулативни договори, шпекулативни тендери, договори во 4 очи, анекси на договори и многу други сумнителни сделки кои мора да бидат предмет на јавното обвинителство. Доволно е само да се погледне истражувачкото новинарство на Телма, Код емисијата, и на сите во Република Македонија ќе стане јасно дека манипулации се направени и со гасот, и со јагленот, и со набавката на нафта. Дополнително набавувани се канцерогени и сумнителни сделки на нафтени деривати кои се употребени во производство на електрична енергија. Значи, оваа работа е основното грешка поставеност на системот во оваа година. Ова не смееше да се случи. Ова е на некој начин соучесништво со регулаторна комисија, со владата, со сите компании кои учествуваа во овие матни сделки. За дополнително, кога веќе си ја завршија работата, регулаторна комисија во своето работење има 40% зголемување на расходите за потрошени материјали, 132,5% зголемување на расходите за потрошена енергија, 66,5% зголемување на расходи за инвестиционно одржување на средствата, 5,4% зголемување на расходи за превозни транспортни услуги, 23% зголемување на расходи за провизија на платен промет, 140% зголемување на расходи за премии и осигурување, 5,5% зголемување на расходи за надоместоци за трошоци за работници, 117% зголемување на расходи за членарини, 12% зголемување на расходи за плати. Значи, еден сериозен недомакински однос и неработење на Регулаторната комисија за енергетика и водени услуги. Овие ставки
можеме да ги коментираме детално, меѓутоа ќе се осврнам само на неколку позначања. Во 2022 година до 2023 година генерално имаме зголемување на трошоците за 11 милиони 477 илјади или 12,5%. Оваков скок на средства, зголемување на трошоците, за споредба имаме во последните 4 години на работа на регулаторната комисија, односно од 2018 до 2022 година. Со ова зголемување на трошоците, вкупно 2022 година регулаторна комисија има потрошено 103 милиони 219 илјади денара. Во услови на криза, што е многу интересна ова вака ставка, регулаторна комисија има зголемување од 185% во ставката електрична енергија. И истата регулаторна комисија ни вика дека цената на струјата не е порасната. Значи, мораме да бидеме многу внимателни. Цената на струјата кај домаќинствата е едно, цената на струјата на регулираниот пазар е едно, цената на струјата кај слободниот пазар е друго. Државата не може да биде слеп посматрач што се случува и на слободните пазари. За жал, видовме дека во услови на криза државата беше само слеп следбеник на тоа што се случува во стопанството, во општините и на многу други позиции. После обемно реагирање на опозицијата, на градоначалници, на директори од образовни институции и така натаму, деловно беше постигнат успех да може и овие субјекти да бидат снабдени колку толку со прифатливи цени на струјата. На крајот, сметката за зголемувањето на цената на струјата ја платија сите. Ја платија граѓаните со зголемување на цената на струјата, ги платија општините со зголемување на цената на струјата, ги платија најмногу фирмите кои беа на слободниот пазар и сето останато беше платено од буџетот на Република Македонија. Така да шпекулациите и изјавите од типот дека граѓаните не осетиле покачување на цена на струите е само предизборен трик и шпекулација во однос на реалната ситуација. Крајната цена на сите средства, и оние кои директно ги платија граѓаните, и тие кои се дадени од буџетот, се на конто на граѓаните. Значи, граѓаните ги платија сите овие сметки. На крај краишта, граѓани на Република Македонија се и сите стопански субјекти, кои има енормни сметки за струја во криза и на некој начин мора или да го стопираат производството, или да се откажуваат од многу работи, или да ја дополнително стимулираат инфлацијата во државата. Целата политика на енергетиката во услови на криза наликуваше на воено профитерство и хаос, стимулиран од еден центар на моќ, комбиниран помеѓу владата и регулаторната комисија. Сета оваа политика мора да има одговорност. Одговорност има во владата, но одговорност има и во регулаторната комисија, која ги дозволи сите овие ситуации. И на сметка на тоа да зборуваме за зголемување на трошоци за разни ставки, мислам дека е депласирано и едноставно ситуација која не треба да се повтори во иднина. Нема да се повтори ако ова влада си замине, ако регулаторната комисија која е 100% партизирана биде заменета со професионална и партиски неопределена структура која ќе ја тера енергетиката во државата. Вака имаме само партизирана регулаторна комисија. Благодарам.